Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Знам дека вистината за Македонија и од овие материјали што досега се објавени е запрепастувачка, тешка, болна, несватлива за нормален човек. Денеска, почитувани граѓани и новинари, ќе објавиме дополнителни докази и аргументи за суровата и свирепа вистина, за механизмите на тотална контрола што имаат воспоставено Никола Груевски, братучедот Сашо Мијалков и уште неколку мина нивни соработници, како овие луѓе успеваат да диктираат и креираат лажна реалност, на тој начин одржувајќи се на власт. Денеска обелоденуваме дека сето ова се прави директно од еден центар, Управата за безбедност и контраразузнавање, во чии што машини за обработка, следење и прислушување се ставени над 100 новинари во Република Македонија. Според материјалите што се доставени до нас, следени и прислушувани се сите и новинарите од провладините медиуми и професионалните новинари кои критички ги обсервираат состојбите во Македонија. За првите, уредниците во провладините медиуми, имаме аудио материјали кои разобличуваат директната спрега премиер, УБК, медиуми. Како лично директорот на УБК, Сашо Мијалков, координирано со премиерот и негови соработници, во вистинска смисла на зборот владеат и менеджираат со медиумите и новинарите. Не само во приватните медиуми, туку и во националниот сервис Македонска телевизија. Од првата снимка ќе слушнете како министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска нарачува кај шефот на кабинетот на Груевски Мартин Протугер медиуми што треба да покријат настан во организација на Министерството за внатрешни работи. Еве ја првата снимка. Егор. Што прежва, Мартин? Се поздравувам. Благодарам за поздравот, биди поздравен и ти. Мартин, што правиме се со Телеком? Абе, Шефот синоќа покасно ми пиша денес да им собереме неколку новинари, да им кажеме детално, што не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум денес, па други да преземат. Со ја мислам дека нема да преземат други што не ја работеле приказна, пошто знаеш се, ако објави вечер, дневник нема од вечер да преземе. да. А да идеме со дневник, канал 5 Сител имате? Може. Не сега дневник, понатаму не може. Може, ја затоа сакав тебе да те чујам, не е проблем, мислам, можам... Кого да пуштам кај Иво, кажи ми? Ми ти кој ќе речеш, кој ти е вака дали сум... Сител ќе го пуштам Ранду, да дојде? Важи. И од канал 5... Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш. Да. Се ќе ја објасни. Цаци е... А плюс разбира девојче во МВР, ја гледам си разбира, си работи. Во следната снимка ќе слушнете како блиски соработници на Груевски најдиректно се јавуваат кај главниот одговорен уредник на телевизијата Сител да нарачаат прилог. Но она што е поскандалозно во оваа снимка е признанието на уредникот Латас дека вестите на Сител се полни со пропаганда, прилози и анкети под директна нарачка на премиерот Груевски или, како што вели, од кај твојот премиер, како што и се обраќа Латас на налутената Канческа Милеска. Еве втората снимка.
Добро вечер. Драган, што преш? На работа. Значи, викам едно нешто кое ќе замолам, а да нема шанси. Нели ве замолив вчера за... Па идеш Што? И во 11, во ноќта, никој кога не гледа. Сите кога спијат. И да ти кажам, значи не претерујте зашто има од кај твојот премиер толку многу порачки што вестите на сите од секундон обичен се пропаганда на Ти кога си на вести? Денеска ли си на вести? Значи вчера имаше 7 прилога од вкупна 12 кои идеа по порачка. Анкета имало, па анкетата како се вика експерти да кажеле и све. Драган, ти си на вести? Не сум, не. Тина, ама не е проблем, кажем, што треба. Ама не тој што ќе го пушта денес на МТВ, пуштете го. Има анкета од тамо од естонци за концертот што кажуваат за Македонија, многу убав прилог. Чекај, МТВ, дали ќе даде видео материјал? Да. Секако целите разговори ќе ги добијат новинарите, ќе бидат објавени на веб страната. Еве како ќе помине новинар во националниот сервис Македонска телевизија, кој ќе се спротистави на наредба лично од министерката за внатрешни работи Јанкуловска. Од овој разговор на Јанкуловска со нејзиниот помошник и портпарол на МВР Иво Котевски се дознава дека министерката забранува емисија и се заканува дека ако тоа не се испочитува, новинарката ќе лета од работа. Ало? Кажи го. Не, итно, ама пошто возев не можев да пишувам порака и ради тоа звонев инаку. Се не знам дали се сменил нешто ставот, ама МТВ пак нешто се амбицираат емисии да правеле за ова. Нема да прават. Како? Нема да прават. Ама не, ова Лиле се не ми се јавува ни мене, а знае да досаѓа некато задни ден, му се уела на Бачанов да кажал... Абе, ти кажа дека нема да прават сега. Лиле, ако продолжи така, може да лета од МТВ. Значи да му кажам на Бачанов, нема човек... Да не оди, да. А на која тема ќе прави? Па не знам, као демек така и рекле, не изе за масовни убиства, ни светот, за бамбара, бумбара, колку да одржувале темата, да кажели на други места дека се случувал. Следниот прислушуван разговор на Латас со директорот на УБК Сашо Мијалков, почитувани граѓани, открива директно признание на директорот на УБК, братучет на Груевски Мијалков, дека тој, како што самиот вели, го средил Велија. Директорот на УБК, како што се дознава, не е задоволен од тоа што го добива за возврат од Сител и Канал 5, кои што, како што самиот кажува, добиваат и милиони. Мијалков ја споменува сумата од 2 милиони евра. Еве следната снимка. Му се уела на Бачанов. Да, не тут 9. Да, не тут 9. Не се гледа на Луѓе гледаат 10. Кој ти вика да се? Ја на пример ги гледам само у 90. Не е така, свеше. Тоа се истражува пазар. А у 12 типов, еден, особено неодредено време, да немање на термин, постојан термин. Да тоа се А ги фатиш, а не си ги фатил 10. Значи, ова беше до овдека што ти спорам. Сега дале се слагам дека со тебе. Најгледано е измеѓу 10 и 10 и пол. Значи да почнат... Нека ги пушти у 10, нека ги пушти у 10 и 15, само да се знае дека Сител има вести у 10 и 15. Слагам. А не вака летеш и не знаеме кога има вести, дали има у 1 или у 11 или 12. Не ми одговара да дојам у 11 и И 40. кој е користо? Лапа Емил, ама лапа и Горан, да ти кажам пари. Извини, молим те, со 2 милиона евра подршка годишно, ја ќе направам телевизија. Канал 5 не го одработува. Значи, Канал 5 у нееден кризен момент. Они се фини, они се културни, они се... Само кога се срчка со Велија лично. Тоаш имаше 3-4 дена, по ни Велија ги прозна за овој БС кога спомена Гристлюка, тоа го имаше. На настани ги нема. И сега да се дига рейтинг, сега ја ја вршам прилјавата работа, би го следувам Велија, на мој начин, и сега некој ќе пушта у 9 сат, забавна програма, ќе дига гледано со след кампања. На што речи тоа, кажи ми? Ја ќе му кажам и на Горан во очи, да знаеш, тебе ти кажам во очи. Ако не си гледа... Кај мене нема, зашто вестите да не тут 9. Не се гледа на Луѓе гледаат 10. Кој ти вика да не се? Ја на пример ги гледам само у 9. Фрапирачкото признание на директорот на УБК Мијалков дека го средил Велија
Не е единствениот масакар. Нема за жал друг посоодветен збор. Но ова што го правеле Груевски и Мијалков на медиумите. Од наредниот разговор на Јанкуловска со Мијалков се потврдува дека директорот на УБК во координација со Груевски и со извршниот директор на МПМ Срđan Керим ги средил и трите весници на МПМ. Слушнете ја петата снимка. Амо? Горде, што правиш? Еве, си работам. Ти што преш? Само сакам да те прашам дали ти се јави Срđan. Да, се слушнавме да. и му Значи- дадов податоци. Значи, Се брзо јави. реагира, добро. Да, и тоа. Мене премиерот ми ја препрати твојата порака и јас на основа на таа порака Да. ажурирав, така да речам. И Се јави и му кажав и плюс се договоривме и предходно од кај нив имаат они некој таму комуњар што Види. ги бутка темиве. ти за тоа не се секирај, значи за тоа што е под нивната групација, тие 3 новини, уживај, остави го тоа на мене, уште неколку дена и тоа има све да биде средано и да биде... Да, абе види, ние треба да им кажуваме треба од Да, и ќе си имаме комуникација со нив. Да, знаеш, ти на нив не име увидно поле тоа нас што ние. Да, тебе ќе ти биде обезложена директна комуникација, разбираш да имаш. Ке знаеме тачно кој е контакт поинт, разбираш да си имаш да биде... Да, од еве, никој не праеше текст, они праеа тужбите за МВР, тоа е стара уште тема. таму не е преземена власт. Да. Така да речем. Ке се преземе за некој ден и тоа ќе се среди, не се секирај за тоа. Супер. Него да видиме со овие други вековеда што ќе се прави. Иначе за овие ништо се секирај. Тоа е тамо под моја контрола и Супер. нема воопште да се секираш. Во последната снимка за денеска ќе ослушнете премиерно Груевски. Барал од министерот Јанакиевски од сметката на АЕК да префрли половина милион евра исплата за направени документарни филмови. И гледате документарните филмови до ден денеска и на Сител и на Канал 5. Груевски нарачува кај Јанакиевски да ги оправда парите под ставка општествена одговорност. А за да биде веројатно впечатокот посилен, првиот да бил патриотски документарец насловен за македонската борба за слобода. Еве шестата снимка. Миле, Но, може ли АЕК да даде некои пари дужиме таму за документарци? да веќе колку брзате лептен, се кнап со пари, ова што му ги набаци 30 милиони денар за оваа година. за оваа година. Па може и почеток на наредната, не мислам, меѓу сега и јануари, еве да ги исплатиме овие за сите документарци, уште толку ни остана долг. Ај вака, дајте ми утре време да седнам со Боби, тие го правя буџетот, или да ви кажам у петок, ти ми рече до петок ќе го има буџетот да видиме за наредна година. Не, ти направи уште утре, он веќе сигурно у глава има што како. Добро. И кажи ми како општествена одговорност, еве да пребаци за може да крстиме некој документарец кој што е вака најпопуларен, односно што одговара за македонската борба за слобода и независност. Добро. Тоа ќе се користа за сите документарци, ама он за тоа нека го каже. 500.000 денар. Оке, утре ќе Да се не биде сега за Скопје или за нешто друго, знаеш. За македонската борба. важи, ќе проверам со скажа. За слобода и независност. Значи, Види па кажи. Овие снимки, почитувани граѓани и почитувани новинари, за жал не се. Ова што ќе го слушнете во продолжение, дополнително ќе ве шокира. Како што бевме шокирани и ние, кога храбрите луѓе од службите на Груевски, не можејќи да го држат повеќе товарот, ги споделија овие материјали, што се со нас. Овде се материјалите. Како што реков, следени и прислушувани биле над 100 новинари. Тоа се правело при нивната меѓусебна комуникација и комуникација со јавни личности. Овие материјали што ги добивме, со назнака од УБК, покажуваат дека професионалните, критички новинари биле посебно следени и педантно анализирани во писмени извештаи на УБК. Назнаката на анализите за секој новинар поединечно е Управа за безбедност и контраразузнавање. Денеска ќе ги доставиме овие материјали до новинарите, на кои се однесуваат самите материјали. Ќе можат да ги подигнат по пресконференцијата лично. Во 20.000 прислушувани граѓани
се преплетуваат и многу други новинари. Така што периодот што предстои, постојано ќе ги проследуваме материјалите до новинарите кои биле предмет на следење и анализи на УБК. Како работел Никола Груевски со групата соработници околу него, покажува овој извештај, еден од многуте, извештај од УБК, од следење и анализа на известувањето на критичките новинари. Називот на документот е Извор од интересот и комуникациите на опозицијски настроени новинари за работата и заклучоците на комисијата за настаните во парламентот од 24 декември 2012 година. Комплетно ги анализирале критички настроените новинари. Замислете, во време кога работела комисијата за 24 декември, секако и ние сме следени сите тука, Груевски и соработниците прислушувале новинари за да прават стратегија за своите позиции и настапи. Грозно. Ова е силен удар врз сите општествени процеси во Македонија, за кои што после ова денеска веќе никој веројатно нема да има минимум дилема под каков режим живееме сите години наназад за време на ова владење на Груевски. И најтешкото го оставив за крај, затоа што е мачно и да се изговори, а не да се зборува. Почитувани граѓани, најследен, најприслушуван, со години таргет на тајните полициски служби на Сашо Мијалков е доаенот во новинарството во Македонија, уредникот, новинар и собственик на неделникот Фокус, Никола Младенов. Неговиот предмет бил воден под посебен назив во УБК, извод од база на податоци на УБК за контрола на комуникациите на собственикот на неделникот Фокус, Никола Младенов, 2011-2013. Оваа досие му припаѓа на семејството на Никола Младенов и ќе им биде врачено на начин на кој што самите тие ќе одлучат. Ќе ве замолам да ја сватите сериозноста на овој материјал и зошто не би сакал денес да говорам повеќе околу ова, што не значи дека во иднина нема да зборувам за овој материјал. Почитувани граѓани, почитувани новинари, пријатели, другари. Ова е уште едно мало парче од потресувачката вистина за Македонија, во каква држава живееме и со кого си имаме работа. Денеска, целата домашна и меѓународна јавност слушна дека цел на прислушување се и новинарите и собствениците на медиумите. Искрено се надевам дека од денеска, во интерес на граѓаните и во интерес на јавноста во Република Македонија, собствениците, уредниците и новинарите во медиумите под контрола на власта ќе се охрабрат и одважат, а со тоа и ослободат од стегите на власта. Продолжуваме. Ова зло ќе го запреме, ви ветувам, и никогаш повеќе нема да се повтори. Повелете прашање за новинарите. Има микрофон, ве молам. Господине Заев, како да знаеме дека материјалите што ќе бидат денеска доставени до новинарите се единствените копии, нема да немате други копии во вас? Има кај Сашо Мијалков. Ева вака. Ако го гледате црвенилото во моите очи, тоа е работење до наутро. Зошто? Заради вниманието на сериозноста и не навлегувањето во личниот аспект на сите овие разговори. Сето она кое што ќе го обработуваме во периодот кој што следува, а некој новинар има интерес да го добие, секако доколку е мета на прислушување, ќе му биде доставено.
Јас сум само оној кој што го представува опозициониот дел како форма која што добила нешто далеку од реалноста, далеку од нормалноста, потврда за забеганоста на власта која што го правела сиве овие години. Искрено се надевам дека нема да излезе она кое што не е дозволиво за новинарите, за мене, за било кој од власта, за било кој граѓанин или за било кој што е офатен внатре. Така да, секој оној кој што е заинтересиран, а постои за него материјал, како го обработуваме, така и може да го доставуваме. Повелете. Господине Заев, дали има судски налог за преслушување на новинарите или е тоа правено без налог? Без налог е правено. По нашите закони, 4 месеци се добива од судот решение за воспоставување на посебно истражни мерки за следење на комуникациите. Нашиот закон, кривичниот закон, вели дека во екстремни случаеви, кога не знам како е загрозен интегритетот и обстојувањето на државата, е возможно да се дојде до 14 месеци. Огромен број од овие 100 новинари кои што се следени со години, повеќе од 2, од 3, најверојатно некои и од 4 години, како што е Никола Младенов и неколку други новинари. Апсолутно не постои можност ниту суд, ниту било кој представник на правосудните институции да даде решение, дури и да сака. Законот тоа не го дозволува и во таков случај тоа решение би било ништовно. Повелете. Господине Заев, додека вие држите пресконференции, ги објавувате бомбите, од друга страна една група интелектуалци се движи низ Македонија и одржува трибини, наводно во одбрана на Македонија. Како ќе коментирате ова организирана група која се среќава со членови најчесто блиски на ВМРО-ДПМН? Најверојатно сакаме да представиме дека сме демократска земја и дај Боже и да бидеме демократска земја како што треба и како што заслужува нашиот народ. Секој има право да реагира и да се однесува онака како што мисли дека е добро да се однесува. Јас само ќе кажам дека со текот на одминување на деновите овие луѓе ќе престанат да одат. Заради тоа што досега ова што го објавуваме е подготовка на нашиот народ на нозе да го дочека тоа што следува. А знам дека и овие луѓе еден ден ќе се срамуваат од своите деца. Повелете други прашања. Повелете. Микрофонот овде. Господине Заев, дали имате некои докази или па снимки од нешто што наликува на смртта на Младенов, значи на дента или после или пред? Се што имаме докази, ќе објавиме. Тоа го ветивме пред граѓаните. Се што постојат докази за било кој предмет, за било кој случај, ние ќе го објавиме. Повелете други прашања. Ви благодарам за интересот на сите што присуствувате.